Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Еднаш си постоело едно убаво село. Луѓето во ова село биле секогаш среќни затоа што не им требало ништо. Имале стока, овошје и зеленчук затоа што имале плодна земја. Никогаш не знаеле за страдање. Но по некое време се појавила суша. Дождот престанал и нивната стока изумирала. Времињата станале тешки затоа што сега глад царувала во селото. Луѓето престанале да разговараат помеѓу себе, затоа што сите се насочиле на своите проблеми. Еден ден, една стара жена дошла во селото носејќи големо црно тенџере на главата и мала кафена ташна. Кога стигнала средет селото, го ставила големото црно тенџере на земја и седнала до него да се одмори. Никој не ја забележал жената, освен едно мало момче кое било излезено да се игра. Кога детето ја видело жената, ја прашала: "Бабо, што правиш со тоа големо црно тенџере?" "Ке сготва малку супа од камен," одговорила старата жена. Ова го збунило момчето. Кој има чуено за таква работа како супа од камен? Затоа што било љубопитно, момчето секогаш полно со прашања, тоа прашало: "Бабичке, те молам, може ли да ти помогнам?" Старата жена многу се израдувала кога детето побарало да помогне. "Секако дека можеш, оди, земи малку вода и собери малку дрва, дете мое," одговорила таа. Така, момчето собрало малку дрва од блиската шума. Додека жената била зафатена, распалувајќи го огнот, детето отишло до реката да земе вода. Додека се вратило детето, бабата веќе распалила голем топол оган. Таа го ставила големото црно тенџере на огнот и ја исипала водата. Тогаш ја отворила малата кафена ташна и извадила светкав и тркалезен бел камен. Го фрлила во големото црно тенџере и почнала да меша, пејќи стара готварска песна. Набрзо водата започнала да врие. Бабата ги облизала устните и му кажала на момчето: "Ова ќе биде превкусна супа од камен." Не поминало долго време кога другите започнале да го забележуваат огнот насред селото. Еден по еден ги напуштиле домовите за да видат што се случува. "Што се случува тука?" праша еден човек. Детето одговорило: "Таа готви супа од камен." Присутните, зачудени, се погледнале меѓу себе, бидејќи немале никогаш слушнато за такво нешто. Супа од камен. Вестите брзо се расшириле низ селото. Сите селани ги напуштиле домовите да ја видат со своји очи таа стара луда жена и незината супа од камен. Како што доаѓале луѓето, бабата продолжувала да меша и да мрмори. Кога забележала дека се собрале многу луѓе, престанала да меша и ја пробала воденестата супа.
Ова ќе биде највкусната супа. Само и фали нешто. Камо да имаше кромит. Една жена имала неколку стари кромиди кои ги зачувала. Тие биле мали, сушени, но се уште добри за јадење. Јас имам малку кромит, понуди таа. Таа ги зела од дома, ги сецкала и ги ставила во големото црно тенџере кое вриела. По некое време, бабата пак ја пробала супата. Да, оваа супа ќе биде толку добра, но нешто и недостасува. Камо да имаше уште малку... Зеленчук! Извика некој од толпата. И треба уште зеленчук. Јас имам малку спанаќ. Не е многу, но можете да го искористите. Друг донел неколку стари компери. Некој друг зелка, друг лук, моркови, тиква, сол, едно старо пилешко месо, лутко, зачини. Мирисот од супата се раширил низ целото село и ги потсетило луѓето на старите денови. Тие започнале да зборуваат помеѓу себе, да споделуваат приказни, дури шеги. Смеја се слушнала повторно, прв пат после многу години. На крај, бабата престанала да меша, ја пробала и прогласила намегнувајќи сокото. Ова супа од камен е скоро готова. Има многу за јадење. Се прашувам дали некој сака да ми помогне да ја јадеме заедно. Секој отишол дома и донеле чини и лажици. Иако имало многу луѓе, имало сосема доволно супа за сите. Сите јаделе од супата додека не се најале. Тоа била највкусната супа од камен што било кога ја пробале. Кога завршиле со јадење, селаните ги донеле своите тапани и други музички инструменти и започнале да пеат песни и да играат. Играле и пееле до зори. Тогаш селаните се заблагодариле на жената и се вратиле во своите домови, муабетејќи попат. Уште еднаш, таа вечер имаше звук на смеа и песна во воздухот. Кога се спуштила вечер и звездите почнале да сјаат, бабата останала сама среде село. Таа го прибрала белиот камен во незината мала кафена торба и го ставила незиното големо црно тенџере на глава. Без ниту еден збор за збогум, таа полека тргнала удолу по ветровитиот пат кој водел надвор од селото. Пред да си замине, момчето ја видело и дотрчало кон неа. "Зошто си одиш, бабичке?" прашало. "Мојата работа тука е завршена," одговорила старата жена. "Но нас ни треба некој како тебе, да ни помогне," рекло момчето. Таа посегнала во незината мала кафена ташна и му го дала белиот камен на момчето. "Ги имаш сите состојки што ти треба за да направиш супа од камен." Потоа, полека заминала удолу по патот. Момчето ја гледало и мавтало се додека повеќе не можело да ја види.
селаните. Никогаш повторно не ја виделе жената, но животот во селото се подобрил. Во добри и во лоши времења, тие никогаш повеќе не ја изгубиле поврзаноста еден со друг, продолжувајќи да ја прават највкусната супа од камен. Драги мои, кои се некои од состојките кои ги имаме ние, а можеме да ги додадеме во оваа супа? Што може нашата промена, нашата трансформација да придонесе за подобро денес и подобро утре? Што правиме со нашите зборови, со нашите акции кон другите? Лошо или добро? Ве поздравувам! Елиезер,